Охрид – природен и културен бисер на Балканот. Охридската убавина природата макотрпно ја создавала милиони години. Во езерото живеат десетици видови ендемични видови на живи суштества, кои се наоѓаат само овде и никаде на друго место во светот. Културната убавина на Охрид генерации пред нас ја создавале со илјадници години. УНЕСКО целокупниот бисер за очите и рај за душата го заштитил во 1980 година, ставајќи го на листата на светско наследство. Но дали оваа генерација ќе ги уништи реликтните видови на живот во езерото? Дали оваа генерација ќе ја промени сликата на Охридското езеро за секогаш? Експертите децидни на тој пат е. Бисерот на Охридското езеро, ендемичната пастрмка, е пред исчезнување. Здравко Крстановски е поранешен директор на Хидробиолошкиот завод од Охрид. Тој е загрижен поради несоодветниот однос на институциите кон ова природно богатство. Конкретно зборуваме за уникатната, ендемичната, реликтната охридска пастрмка. Можам да ви речам дека е на истребување. Значи, низината популација е сведена на минимум. Таквите состојби ги потврдуваат и податоците кои Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија ги доби од Хидробиолошкиот завод од Охрид, користејќи го законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Во 1987 година од мрестот на пастрмка се извадени 19,4 милиони парчиња икра. За 25 години, односно 2012 година, количеството на икра е за 10 пати помало или од езерото се извадени само 1,7 милиони икра. Крстановски предупредува дека истребувањето на пастрмката ќе има страшни последици врз езерото. Со намалувањето на охридската пастрмка ќе дојде до обратен процес, односно ќе почнат да доминираат видови кои таа се хранела. А на тој начин се создаваат голема густина на биомаса која таа ќе почне своевремено таа и така да капи, односно да тони во езерото. И се создаваат наслаги од такви организми, од изумрени во самото езеро. Ние имаме среќа што нашето езеро е олиготроф, значи сиромашно со храна, меѓутоа со тек на време, ако продолжи притисокот и да влегуваат органски материи во езеро, како и што влегуваат, од олиготрофно ќе премине во втората фаза на мезотрофно. Тоа веќе одма ја предизвикува промена на животинскиот и растителниот свет во езерото. Значи, а прости пример. Езеро во пастрмкава, ја зборим охридска пастрмка, живее во олиготрофни вакви езера како што е Охридското езеро. Ако тоа премине во мезотрофно, значи во степен понеквалитетен, тоа е готово. Ова тоа би станало, да речеме, одиме натаму, наместо езеро на пастрмка, езеро на циприниди, на друг видови риби. Но риболовците често мислат само на нивниот профит, повеќе за тоа отколку за опасноста за истребување на охридската пастрмка. Заради неконтролираниот прелов и лов. Посебно јако преку имаше стопанства, меѓутоа паралелно со ловењето на охридската пастрмка, да речем на легален начин, се ловеше на нелегален начин големи количини. Големи количини кои се одземаат и баш се ловеа во време на мрестот. Димитри Голабовски е член на Сдруженијето за развој и активизам Аква Струга. Тој исто како и останатите љубители на природата бараат подитно да се реагира. Требаше многу време, значи 10 години помина за да се оформи некаква структура и да се даде повторно под концесија езерото, мада сега во услови каде што имаме многу намален број на риби и то од сите видови и дури имаме се уште и предлози за мораториум за лов на рибите. Мораториум бара и Крстановски. Освен тоа, тој препорачува и државна заштита против нелегалниот риболов. Јас лично мислам дека да се направи да се направи мораториум да се забрави бар 10 години, имавне ние. Неколку години. Не знам од кои причини поново се врати, јас мислам дека треба да се врати, меѓутоа исто организирано
да не се лови, меѓутоа држава да се направи ефикасна служба на заштита. Оваа трска често представува пречка за туристичките работници. Истата се сече за да се добие чист предел за капење на туристите. Ова го загрижува Бера Цила од невладината организација Натура од Струга. Вели дека штетата од сечата е голема. Сведоци сме на ненормално сечење за X цели, поготово за туристички цели, градење на објекти, на туристички објекти во тој предел, така да имат сечење на трска, тоа не може никој да го крие. Мене не ми е битно колку е проценти таа намалена, бидејќи и 1% да се намали, значи веќе штета направена. И 50% да е направена, сигурно пак е штета. Тоа е исто како со крадењето. 1% ако крадиш, значи тоа е крадење. И милион евра да крадиш, 1 евро да крадиш, тоа е крадење. Значи и ова иста работа. Значи ако сечиме ние и 1% или 2% или 3% на таа трска, пак штета направена. Значи не е битно процентот колку е направена штета, него е штета направена. Значи ние од тука да тргнуваме за да се заштити таа да не се сечи во иднина. Затоа што пак ние сме должни да им го оставиме на идните поколенија. Иако површината на трската во изминатите 30 години останува од прилика иста, околу 75 хектари, бројот на комплекси со трска е намален за 30%, од 105 комплекси во 1986 на 80 во 2011. Таа е филтратор на езерската вода. Односно, бидејќи таа секоја година се обновува и остарените стебла преку брановите се сврлат на брегот и тие треба што побрзо да се отстранат од крајбрежието, за да не се вратат назад, бидејќи истите се одат за комплекс на штетни материи. И една од важните работи на трската што таа точно се движи онамо кај што ќе е најзагадено. Меѓутоа, на жалост, заради создавање на плажи, се сечи. Значи во Струшкиот дел уништено, во Охридскиот дел уништено. Тоа е голема катастрофа. Тоа е голем проблем. Наша среќа е на Стружани, да речем дека е негде од прилика 75% од целата трска во Охридското езеро се наоѓа во Струга. Меѓутоа, оние за жал што се бават, што се одговорни за таа сеча, односно кои треба да ја контролира да не се сечи таа трска, изгледа не ја познават добро оваа проблематика, односно важењето на важноста на трската во езерото. Не се сите свесни за значењето на трската за Охридското езеро. Како пречка за развој на туризмот му се причинило и на поранешниот премиер Никола Груевски. Во една колумна објавена во неделникот Фокус, Владимир Лазаревиќ, поранешен заменик министер за здравство, пишува дека Груевски сакал да ја исече целата трска во езерото. Точка на дневен ред е како да привлечеме повеќе туристи во Охрид. На седницата беше поканет да учествува еден разумен човек, кој во тоа време ја вршеше функцијата државен секретар во Министерството за животна средина, Дејан Пановски од Охрид. Председателот на владата се обрќа до членовите со креативен предлог. Што мислите да ја извадиме сета трска од езерото? Да нема повеќе трска? Непречено да можат луѓето да пливаат во него. Реакцијата на членовите на владата е збунувачка и најголем дел од нив молчат. Сепак, во одговор на овој предлог, свој глас на разум дава Дејан. Вели: председателе, видете, не можеме да ја извадиме трската од езерото, зашто ќе го нарушиме целиот екосистем во езерото. Токму во трската се мрести крапот. Груевски го гледа, не погледнува и нас и му вика: абе Дејан, сега ние крап ќе мрестиме или туризам ќе тераме во Охрид? Не помало е значењето на трската и за животинските видови во езерото. Околу 90% од рибите се размножуваат во трска. Кај нас крапот се ништи затоа што му се ништат неговите плодишта. Односно се сушли студечишкото блато, се сече трските и многу мала абунданција, мала биомаса има веќе од крапот. Тоа некаде кај Свети Наум има. Меѓутоа, ако се продолжи вака трендот да се уништува плодиштата, односно трската како микростаниште за размножување на крапот,
ќе очека судбината на Охридската пастрмка. А исто ќе чека ќе се продолжи трендот и на белвицата, на Охридската белвица, исто таа која е ендемична, само таа има, само овој вид го има во светов, кај нас во светот. Крапот ќе го земам како пример, значи таа риба која се размножува на тој предел, значи икрата која пуштат, таа се лепи за трската и за време, значи за тој период колку дур да излези новата риба, таа мора да биде, значи, лепена до трската. И после тоа нормално се ради. И од една страна, втората работа е што рибниот помладок тука се заштитува, значи од поголемите, од другите риби кои ќе ги јадат. Ништо подобра не е состојбата и со студенчишкото блато во Охрид. Тоа е десеткувано. Плановите на општината да дозволи градба на елитна населба ја загрижуваат Александра Бојаровска од невладината организација Фронт 21/42, како правна експертка чиј фокус е животната средина. Контекст на студенчишко блато е менување на генералниот урбанистички план на општина Охрид со цел на целата оваа територија каде што се наоѓаме ние да се направи елитна населба, односно домување А0 со згради, со цела пропратна инфраструктура која што е потребна за да се направи такво едно домување. Тоа што предлогот е во спротивност и со самата одлука на општина Охрид од 2012 година и со просторниот план на Република Македонија е тоа што на оваа територија е предвидена категорија 3 заштитено подрачје, односно студенчишко блато. Општината молчи за загриженоста на активистите за заштита на животна средина. Иако упативме барање за изјава до охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски, со намера да го запрашаме зошто сака да го уништи студенчишкото блато, но одговор на нашето барање не добивме. Покрај уништувањето на охридските видови, на Охрид и Охридскиот базен му се закануваат најтешка форма на деградација, преку изградбата на големи згради, комплекси и инфраструктурни објекти од различни места. Шок пред 2 месеци преживеала Мила Ивановска од Лагадин. Пред 2 месеци најдовме нормално на шок, затоа што тоа земјиште сме го користеле ние, малтене, пред да се случи таа дупка и тоа насилно дигање на моето југо кое што беше паркирано на паркингот на влезот од мојот двор. Промените се огромни затоа што е узурпиран наше приватно земјиште, кое што уствари тоа земјиште се водело на Република Македонија пред не знам колку години беше национален парк Галичица и не беше дозволено да се откупи, едноставно ти е дадено на користење. Ние тоа сме го користеле 50 на години, не знам колку. Куќава датира од 68 година. Дедо ми ја изградил и била измеѓу првите, ако не и првата куќа во населба Лагадин. Загрижена за новите планови за градба е Илина Арсова, поранешен председател на местната заедница Лагадин. Конкретно со она што во моментов се случува во Лагадин, главните представки кои што беа испратени од активисти на Охрид СОС, од местното население на Лагадин и од други засегнати поединци, се однесуваат точно на конкретните закони кои што се кршат со изградба на тој објект, бидејќи станува збор за изградба на објект во заштитена зона 50 метри од езерскиот брег. Фактичката состојба не дозволува многу подрумски постои, бидејќи знаеме сите комшии кои што живеат во првиот ред дека немаат простор за тоа, тие се веќе на нивото на езерото речиси. Значи дека тоа се спратови кои што одат во висина. Од една страна, значи тоа се коси со катноста пропишана со општиот акт Лагадин, кој што е веќе премногу според повеќето лагадинци и достигнува 3 спрата или како му доаѓа 10,5 метри висина. Значи тоа е една работа. Друга работа е што првите соседи на таа парцела не беа известени. Се предизвикува сметање на владение, значи многу од тие луѓе инвестирале во своите куќи токму во Лагадин, токму поради погледот. Додека го подготвувавме овој материјал, од градежниот инспекторат стигна забрана за градба на објектот. Но општина Охрид и градоначалникот Никола Бакрачевски за сега немаат намера да ја запрати зградбата на објектот, тврдејќи за телевизија 24 дека таа е легална и не ги прекршува законите.